Со пролонгирањето на политичкава криза, всушност, може ли да се каже дека некој добија, некој изгуби, бидејќи всушност остануваме на оној формат на влада кој што беше договорен во Пржино. Не е договорена ниту експертска, ниту техничка, ниту било кој друг формат на влада. Значи вака, имаме една ситуација каде што не само што опозицијата представена преку најголемата политичка партија притискаше за некои нереални политички очекувања и решенија. Имаме и ситуација каде што и шарената револуција исто така создаваше една политичка фама за креирање на некои нови вонпржински решенија кои целава состојба ја докомплицираа. Сега веќе повторно имаме враќање на форматот кој што е договорено договорот од Пржино и враќање на стартните позиции од каде што почнавме, со тоа што морам да кажам дека СДСМ исклучително многу изгуби во целиот овој преговарачки процес, затоа што имаме сериозни поместувања во однос на она што беше нејзина стартна позиција на 24-ти, што е денес, бидејќи за разлика од 24-ти кога министерот за внатрешни работи ќе продолжеше да си функционира до изборот на нова влада, сега имаме нова состојба каде што министерот по сила на закон ќе биде должен да се повлече од функцијата. Исто така имаме состојба во која што во делот на медиумите, како што кажав, меѓутоа и во бројни други прашања врзани со функционирањето на владата за спроведување на избори, така што би рекла дека во целиот овој договор за договор, ние фактички граѓаните добија затоа што ја видоа, паднаа маските на опозицијата, видоа дека голем број од нивните политички барања се нереални, не се одржливи како такви, не биле ниту практично применливи и затоа паднаа во вода. Меѓународната заедница, откако вида дека опозицијата не може ништо да направи конкретно во смисла на промена на гласачкото тело и на промена на изборната волја, застанува зад победникот и зад оној кој што го има политичкиот легитимитет, и мислам дека во целава оваа состојба мнозинството граѓани на Република Македонија ја добија, би рекла, нормалната политичка очекувана политичка разрешница, бидејќи се виде дека ниту имало медиумски проблеми во смисла на некаков режим и некаква диктатура, ниту имале фантомски гласачи, ниту пак сме имале некаква состојба на режим и диктатура како што воопшто сакаат да го представат опозиционерите. И она што на крајот би сакала да го кажам е дека за спроведување на реално спроведување на сите овие точки во договорот или во преддоговорот, ние мораме да имаме силна политичка волја. Она што мене ме плаши е дека опозиционерите не се со силна мотивација на спроведување до крај на сите оние договорени прашања кои што беа утврдени вчера. Гледаме дека некако се пасивизирани, некако се внимателни во тој правец, а знаете како велат, кога два пати ќе се изгорите, третиот пат ќе дувате на јогурт. Значи едноставно мене ми е малку ситуацијата да со резерва во смисла на тоа да видиме како опозицијата ќе се постави во однос на реализацијата на договореното и што понатака можеме да очекуваме. Бидејќи знаете како може сега да се појават состојби на може ли да очекуваме дополнителни нови обструкции? Значи, СДСМ и се е можно, шарена револуција и се е можно, можни се сега и внатрешни препирки, како што гледаме во текот на денот се појавија несогласувања помеѓу шарените и СДСМ, можни се и одредени деструкции во насока на тоа Lost in Translation, односно имаме ваков текст на англиска верзија, па македонска верзија, па различно толкување, па можни се проблеми и при законското прецизирање на измените и дополнувањата на постојните законски решенија, бидејќи во оптек се 6 измени на 6 закони постојни кои мора да поминат низ институциите на системот, значи собранието ќе мора да функционира во полн капацитет, каде што ќе треба и опозицијата, претпоставувам да се најде во собраниската седница каде што ќе се разговара за измените и дополнувањата, така што се можни бројни обструкции во таа смисла. Меѓутоа, јас верувам дека ако се сериозни политичари кои што стојат за својот сопствениот збор и дека ако навистина и мисла добро на државата, дека треба навистина да се одржи ова што го договориле и да нема разни толкувања, препукувања во смисла ова го кажавме, не го кажавме, ова е напишано вака, не е напишано онака, така што сепак да ставиме една резерва. Оптимизмот е присутен, меѓутоа резервата секогаш треба да биде тука затоа што имавме вакви состојби во минатото и сме сведоци дека опозицијата не секогаш си го држи зборот.